Почитувани гледачи, започнуваме уште едно издание на интервју на телевизија Мега. Мој денешен гостин е Сонја Лепиткова, државен секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање. Ќе отвориме повеќе интересни и актуелни теми. Господи Лепиткова, ви благодарам за вашето гостување и добре дојдовте во студиото на телевизија Мега. Ви благодарам на поканата и поздрав до вашите гледачи. Кога ќе се спомене Министерството за животна средина и просторно планирање, секако она најактуелна тема и оној, може би да речеме, најгорлев проблем кој нашите гледачи, а секако и граѓаните сакаат да го слушнат е состојбата со амбиенталниот воздух. Министерството за животна средина е министерство кое што е едно од најинтердисциплинарните министерства во секоја држава, па и во Република Македонија, значи покрива повеќе области и повеќе проблематики. Една од тие е проблематиката на воздухот. Ние имаме цел еден сектор, така нарешен македонски информативен систем, каде што ги внесуваме сите податоци, без разлика дали се од нашите мониторинг мрежи, како што е за воздухот, која што ние ја мониторираме, ја одржуваме и ги внесуваме податоците во базите. И исто така имаме мониторинг на водите, на почвите, на воопшто на состојбите со отпадот, нешто што софтверски го уредуваме и како такво потоа реферираме и кон Европската Унија, бидејќи секоја година таму во препораките и во извештајот добиваме одредени критики или па пофалби за одредени подобрувања. Во делот на воздухот Република Македонија е една од државите во регионот која што прва воспостави мониторинг систем. Иако бевме свесни дека тоа на некој начин може би е меч со две острици, откако граѓаните подобро ќе се запознаат со состојбата, ќе има реакции што свесно како такво се реализира овие години, односно се остварува, меѓутоа значи и дека веќе се препознава како проблем на кој што треба институциите, без разлика дали е локалната власт, индустријата или централната власт, која што сето тоа го координира, да презема низа на мерки и со тоа да обезбедува и домашни средства од страна на буџет, меѓутоа и средства од донатори или пак средства од Европската Унија, кои што ќе бидат во функција да подобра таа состојба. Како стоиме сега во Република Македонија со состојбата со воздухот? Јас морам да истакнам дека Република Македонија се наоѓа на таква географска ширина, има такви географски предиспозиции, климатски услови, какви што ги има, на кои што ние многу не можеме да делуваме. Меѓутоа, морам и да истакнам заради запознавање на граѓаните, тогаш кога сме ги презеле тие обврски од Европската Унија, односно тие концентрации на мерно дозволени компоненти, бидејќи не сме имали еден мониторинг 10-годишно минимум, за да извлечеме заклучоци, да воспоставиме наши мерно дозволени концентрации, сме ги зеле тие кои што се од Холандија и сега гледаме дека тие правилници може би не се најсоодветните за Македонија во смисол на информирање на граѓаните, затоа што Холандија е земја која што има одредена надморска висина, нема планини, таа е земја, нели како ја викаат, ниска земја испод нивото на морето, со постојани ветрови и доаѓа до расчистување на тие PM честички или ги нема, поаѓајќи да не зборуваме и за индустрискиот, економскиот амбиент во таа земја, културниот и сите тие посебности што ги има. И кај нас минималната мирно дозволена концентрација која што ја треба да ја имаме и по која ние се базираме 50 микрограми на метар кубен. Меѓутоа, за компарација да истекнам дека во една Полска, каде што има други географски посебности, друга географска специфика, климатски услови, влажност и така натаму, планини, рудници на јаглен, кои што ги има овде и во Битола, термоцентрали, таму концентрациите се 200 микрограми на метар кубен, кои што во државата се дозволени. Ако тргнеме од тие параметри, Република Македонија, ако ги земе тие 200 микрограми на метар кубен како релевантни и да ги примени во своето законодавство, а таму се дозволени, бидејќи мониторирано е поголем период и е констатирано дека тоа е тоа што државата, значи со сите специфики во таа методологија треба да го вгради. Меѓутоа, ние имаме и аларм
после колку дена, ако имаме континуирано загадување, кога да алармираме и да преземаме мерки, кој што пак ради 50 микрограми е подолг, да речеме, еве сега ги зимам тие две земји, во Полска тоа е пократок временски период на алармирање. Што направивме ние како Министерство за животна средина за да можеме да влијаеме на подобрување на состојбите? Кои се мерките кои се преземаат во однос на тие денови кога може да се алармира? Значи се презимаат низа на мерки, се формираше меѓуресорска група во која влегуваат повеќе институции, да не ги набројувам сега. И тоа значи дека прво што направивме и го спроведовме, главно индустријата која што е металургиска, рудници, технолошки некои процеси кои што загадуваат, еве со PM честички и други некои гасови, други имаат други параметри. Иако имаше законска можност до 2018 година да го продолжи тој рок на исполнување на обврските, зборувам за старите компании, значи кои работеат по стари технологии, да ги модернизираат, ние како влада го испочитувавме последниот рок без продолжување, тоа беше 1 април 2014 година. Понатаму во градот Скопје нели се направи обиколница. Се алармираше кон сите граѓани во одредени периоди од годината да не мора да го користат коридорите на централното подрачје, туку да ја користат за обиколницата. Понатаму се проширија булеварите, се набавија нови автобуси во градот Скопје, кои што се многу почисти, не загадуваат. Влезе во фаза сега целокупната гасификација со примарна мрежа поставување во државата. Некои траси се завршија, некои се во фаза на тендерирање, некои се градат. Тоа е огромен проект, бидејќи само за информирање на граѓаните, ние на ова подрачје тргнавме речиси од нулта позиција. Освен прстенот околу Скопје, другите траси и некои минимални прекугранични градови не беа ни почнати. Значи сега се работи да се вмрежи цела Република Македонија. Таа траса клучна Клечовце Битола, веќе како таква, нели се гради од Штипко, Неготино, да не ги набројувам сите, кон Кичево, трасата во Скопје, тука веќе заради овие политички состојби што ни се случуваат, меѓутоа тендерот и тој конкурентски диалог за секундарната мрежа, главно во Скопје, како најголема агломерација, со најголем број на жители, нормално ќе се гледаат најголемите градови. Потоа тука доаѓа Битола, останати други градови како Тетово, Кичево, во кои што имаме Куманово, поголеми концентрации на загаденост во текот на годината. Понатаму, како влада, донесовме мерки кои треба од оваа година, значи се имплементирачки и тука секако очекуваме голема поддршка од локалната самоуправа, бидејќи ние самите не можеме да ги спроведуваме секогаш. Тоа е набавка на печки за пелети, старо за ново замена и субвенционирање во набавка на пелети, за да може, бидејќи се констатира со испитувања во една студија дека пелетите загадуваат исто толку колку што и гасот. Значи, испустот на штетни честички е речиси исто ако применуваат и газ. Секако тоа не е целосно да треба сега да кажеме да се грее народот на пелети, меѓутоа во оние урбани средини, помали градчиња или кои што не се во централно подрачје на некој поголем град или ке задоцни градбата на некаква секундарна мрежа, во тој период да можат да ги имаат тие услови да се греат на пелети. Колку овие промени во однос на греењето од, да речеме, дрва кон пелети или газ, или газ кој веќе го очекуваме, или ја споменавте таа фаза, ние имавме можност да информираме дека токму во тек е таа фаза за изградба на гасоводот на оваа делница кон Битола. Еве, може би да речеме, додека го добиеме гасот, тие печки на пелети можат да се рачунаат како може би пократко-трајна мерка. Очекувате ли дека ќе донесат резултати? Како се покажува, еве, например, во споредба со Скопје, па сега веќе е објавено, во текот на месец март и во Битола треба да паднат одлуките, кои се ќе ги добијат тие субвенции? Како не? Значи, тоа е правено врз база на експертска анализа. 70%, да не кажам и 80% од зголемувањето на PM частичките во месеците од октомври до крај на март или април доаѓа од греењето. Од користење на конвенционални средства за греење, да кажеме како што се дрва, јаглен и останати, дрва кои што не се доволно пресушени, значи се со голема процентна влажност, исто така е голем проблем, а од друга страна имаме стари печки
кои што не само што влијаат на загадувањето на средината, значи надвор на воздухот, верувајте дека како факултет на Факултетот за природни и технички науки на Универзитетот во Штип се прави испитување во домашните услови, одредена бројка на луѓе носеа така наречени холтери, кои што место срцето, например, ги мерат PM частичките во самата средина на живење. Ние бевме фрапирани во одредени домови дека концентрацијата на PM частичките беше енормно зголемена. Тоа е дури и нивото на CO2, на јаглен моноксид, што значи дека од старите печки, одредени материјали кои што ги има во домовите, премногу теписи, завеси и така натаму, сега да не речам критика, почесто чистење, проветрување, има во одредени денови, значи, се движеа концентрациите на PM частички до 200 микрограми, да не кажам и повеќе. Тоа значи дека автоматизираните печки на пелети, кои сами не мора вие постојано да ја отварате вратничката за да ставате огрев, туку тоа се става еднаш и самата печка си ги зима толку колку што треба за да одржи една температура, значи дека во домашната средина, во домашните услови вие немате загадување. И тоа е многу важно затоа што ние, како и да дискутираме, нашите граѓани многу малку се движат во надворешниот простор и затоа ние кога ги правиме мерењата, исто ги правевме на категорија на луѓе кои се возат во автобус, во автомобил, на пешачат или кога возат велосипед. Верувајте дека луѓето кои пешачат има најголема изложеност на PM частички. Оние кои беа во автомобил, посебно во автомобили кои имаат клима уреди, дури и со да може да ги заштитат и одредени алергенти и така натаму, таму PM частичките во автомобилот беа и испод 12 микрограми. Што значи дека најмногу изложеноста може да биде ако имаме несоодветно конвенционално гориво и стари печки во домашни услови, бидејќи ние најголемиот дел од денот го поминуваме во домашни услови. И од тие причини сакам да истакнам дека граѓаните ваква мерка многу ретко ќе можат да имаат прилика да искористат. Максимално апелирам до оние кои што имаат поголеми куќи, поголеми семејства, ова да го направат, бидејќи една исплатлива инвестиција и во заштеда на гориво, во влијание на надворешната средина, меѓутоа пред се во зачувување на сопственото здравје и здравјето на децата. Ние никогаш не треба да кажеме дека само надворешниот воздух е причина за одредени заболувања, туку секогаш коректно кон граѓаните треба да информираме дека и она што го дишиме внатре, како живееме во внатрешната средина, исто така е причина за одредени заболувања и за одредени алергенски состојби. Така да ова го зборувам одговорно, експертски, се темели врз база на анализи, не врз база на предпоставки и верувам дека во досегашното искуство што го имам, со моето обраќање кон граѓаните, тоа го сваќаат сериозно и дека одредени своји навики ќе допринесам, барем можеби во мал процент, како такви да ги испочитуваат. А она што го правиме како влада, во поглед на сообраќајот, кој што влијае некаде околу 15%, го правиме со тоа што ќе субвенционираме место дизел горива, значи некаде околу 300 евра за набавка на плински уреди, понатаму набавка на нови електрични возила, исто тоа се значени субвенции, набавка на автобуси во Скопје, па и по големите градови кои што ќе бидат на електричен погон со придружба на цела инфраструктура. И јас верувам дека на ова подрачје навистина овие години интензивно работевме, формиравме и Комитет за здравје и животна средина во кој што главен збор имаат експертите. Значи на него учествуваат и еминентни професори од медицинскиот факултет, тука би го спомнала Врчаковски, професори од онкологија, од јавно здравје, речи си целиот персонал кој што работи здравствена статистика за да може да влече податоци, професори од сите технички факултети и се што носиме како мерка, носиме врз база на релевантни показатели, податоци и на знаењето на експертите кои што си домашни и странски. Ги споменавме домаќинствата и грејењето, го споменавме сообраќајот, меѓутоа каде е тука индустријата? Она што во Битола е многу коментирано на оваа тема е токму комбинатот РЕК, каква е состојбата и колкаво е влијанието на РЕК кон
состојбата со амбиенталниот воздух? Јас и ова би сакала експертски да го продискутирам. Без Како паушални универзитетски оценки. професор од таа област? Токму сум геолог по професија, така да и пред да бидам државен секретар и заменик министер, неколку години сме работеле на одредени проекти при отварање на новите копови на Суводол, Брод Гнеотино и така натаму. И морам да истакнам дека имам тука многу своји колеги кои што работат во РЕК Битола. Фала Богу, уште се живи и здрави од својата работа. Меѓутоа е битно дека кога се правил РЕК, се правил од вистински експерти. Посебно кога се справила термоцентралата. Значи е направен оджак кој што на вистина по своите димензии и перформанси е правен, да не речем до совршенство, меѓутоа со висока професионалност. И тоа е нешто што многу користи да тие испуст на чад, на PM честички немаат можности да се симнуваат во долните делови, освен кога во цела Македонија временските услови се такви, климатските услови, да има магла, да се задржува поголем број на денови, може да влијае да дојдат во пониските нивоа, меѓутоа главно се распространуваат во повисоките нивоа на атмосферата и како такви се растураат, така да речем. Од друга страна, поставеноста на РЕК Битола е позитивна, односно нема негативно влијание со ружата на ветер толку кон битолчани. Тука не е направена таква грешка како што беше направена со топилницата во Велес, каде што буквално позицијата на самата фабрика беше негативна кон оној дел каде беше градското население. И тука бев еден од главните поборници кој што работеше на тоа да повторно не се активира топилницата на тој простор во тие објекти, затоа што знаев стручно, експертски, дека тоа повторно ќе има влијание, колку да работи идеално. Од друга страна, ние кога мериме во РЕК Битола, токму затоа имаме 3 нивоа на мерење. Значи се мерат податоците континуирано во оджакот и таму може да се види како работи самиот систем. Се мери влијанието во таа станица Битола 1 и се мери во станицата Битола 2, која што е во центарот кај Саат кулата. Континуирано. И овие 2 години, и 3, и 4, секогаш параметрите кај Саат кулата се поголеми од тие кои се поблиску до РЕК. Што значи дека влијанието на горењето, на горивата кои што се во домовите, згуснатата мрежа на куќи и на така ние како ги викаме поединечни точкасти загадувачи, тоа се оджаците од куќите, во услови на поставеност на градот, затворено со планини, кога имаме негативни климатски влијанија за да влијаат на проветрување, односно на вертикална инверзија на воздухот, доаѓа до зголемување на PM честичките. И друго што сакам да го истакнам, последната година, значи на што РЕК Битола посебно треба да се гледа, тоа е влијанието на концентрацијите на сулфурот. Оваа година таа се движи до 20 микрограми на метар кубен, што е значи испод дозволените концентрации. Меѓутоа не значи дека на тоа подрачје не треба да се работи, не треба да се работи на десулфуризацијата, затоа што пак од друга страна не можам експертски да не кажам, понекогаш се битни и полнежите на PM честичките, и зависат од тоа дали се мерат во одредени индустријски зони, каде има индустријски капацитети и каде што нема. Кога е влијание само од грејење на дрва, тогаш ние испитуваме таа така наречена карбон блек метода, значи се гледа кога ќе испиташ и под микроскоп дека филтерот е полн као со жгура, со остатоци од грејење, кога ги чистиме лулите, па гледаме дека таа што се собира, буквално тоа го наоѓаме во филтерот. Кога работеше Макс Стил без хаубата, и тоа беше притисокот што владата го направи, ако имаше законски можности за одолжување, ние тогаш наоѓавме одредени концентрации на тешки метали, олово, никел и така натаму, и од тие бевме немилосрдни дека тие мора да се ја направат таа инвестиција и да го намалат влијанието на тешките метали во една урбана средина, и тоа денеска кога мериме во Газибаба, каде што е лоциран Макс Стил, тоа не се случува. УСИЕ многу порано ги исполни тие параметри од барањето на нови техники во нивната дозвола, односно така наречен оперативен план, и таму во континуитет кога мериме,
и кога контролирано мериме, концентрациите не се зголемуваат. Што значи, тоа го кажав, ние кај индустријата направивме најголем притисок да ги усвои тие современи техники и технологии, тоа сум исклучително задоволна, дека издржавме на тој пат, иако имаше голем притисок за одолжување ради економската криза. И друго што сакам да го напоменам, дека во делот на термоцентралите, во делот на енергетскиот сектор кој што работи со користење на јаглен, не само во Република Македонија, одложувањето за запазување на сите критериуми го направи енергетската заедница на ниво на цела Европа, што значи дека многу поразвиени земји не се уште спремни за да можат да ги приспособат современите техники и технологии. Ние на Рек Битола Елем, значи работи, донесени се експерти од надвор, мислам дека од Словенија по примерот на Велење. Јас искрено се надевам дека и настојувам дека на ова подрачје во Рек Битола треба да се работи, менаџментот треба да му даде значење и оние напуштени така наречени депонии, значи делови кои што се исцрпени од површинската експлоатација што стануваат како големи депресии, не се толку многу големи, меѓутоа можат да се искористат со сите посебности што ги носат од средината, за да се направат езерца кои, верувајте, во Велење минатата година кога ги посетив, до таа мера представуваат туристичка атракција, речиси целиот град како да е преселен таму и ги уживаат благодетите од тоа, затоа што од друга страна јагленот со своите глиновити слоеви дозволува такви активности и јас верувам дека на ова подрачје менаџментот ќе работи затоа што имаат и сектор за туризам. Молика тука знам дека Елем ја менаџира и ова нешто за битолчани како што сега е тоа Мермерното езеро во Прилеп може да биде една многу интересна туристичка атракција, земајки во предвид дека тука може да се направат и рибници ради самата специфика на примерниот терен и едноставно придружни објекти кои што покрај Пелистер на битолчани ќе му возможи амбиент за да можат викендите или останати делови од неделата и месецот да ги поминуваат во едни посебно убави услови. Тоа не е некоја екстремно голема инвестиција, меѓутоа е нешто што е навистина тренд во Европа и во светот. Пред да преминеме на другите теми кои се области на работа на Министерството за животна средина и просторно планирање, накратко само уште за краткотрајните мерки за амбиенталниот воздух, како што беше прскањето на улиците со калциум, магнезиум, ацетат, како што беше бесплатниот јавен превоз во Скопје, или пак можеби предлозите кои се почесто доаѓаат од граѓаните за воведување на пар-непар употреба на возилата. Колку овие мерки треба да се спроведуваат и колку би можеле да дадат резултат во одредени периоди? Јас сум поддржувач на тие мерки лично и мислам дека треба, кога има енервно зголемување, треба да им се даде поддршка и треба да се применуваат како такви. Затоа градот Скопје набави возило за калциум, магнезиум, ацетат. Тоа го зборувам, не дека тие ќе влијаат во огромни проценти. Некој ќе каже, после кој ќе сумираме, па што тоа влијае 1%, меѓутоа на се нешто 5% да се намали загадувањето на годишно ниво или на месечно, тоа е огромен резултат за ова подрачје што го зборуваме. Јас морам да истакнам дека градот Скопје има градоначалник кој што можеби со градоначалникот на Љубљана е еколошки најосвестен градоначалник. Од тоа кога тргна до сега, кога го гледате буџетот на градот Скопје и програмата, од година на година ќе видите дека сегментот на заштита на животната средина во сите сфери, во инфраструктурни проекти, вие не можете само да гледате дали и набавката на електрични автобуси, топлификацијата, замена на газ на сите топлани во Скопје, одредени училишта да се греат на газ, јавни институции како што се болници, градинки и така натаму, тоа се проекти во заштита на животната средина. Треба ли другите градоначалници да го следат овој пример? Тоа сакам да го кажам. Коце Трајановски имаше слух веднаш да воведе бесплатен превоз. Поаѓајќи од тоа дека тој треба да ги субвенционира, односно градот да ги субвенционира можеби јавното сообраќајно претпријатие. Меѓутоа здравието на граѓаните во еден период е побитно можеби од економската добив. Не може
може би, сигурно е така. Набави возило за калциум, магнезиум, ацетат да се прска. Во одредени услови дозволени, тоа се прави во Скопје континуирано. Се набавија нови цистерни за прскање на улиците и постојано се прскаат улиците, посебно во централното градско подрачје, па и во периферните делови. Кога беше снегот, се она што беше во негова надлежност беше завршено веднаш кога и скопјани го немаат тој проблем по булеварите да се движат. Така да тука е порака до сите градоначалници. Тој внесе субвенции за набавка на пелети, набавка на електрични возила, набавка на печки за пелети на одреден број на граѓани. Тоа треба да го следат и останатите градоначалници. Колку, да кажеме, централната власт ги прави стратешките документи, прави мониторинг, низа на мерки, финансираме низа на мерки. Меѓутоа, ако локалната самоуправа не следи во тие мерки, не ги применува на локално ниво, ние колку и да кажеме, не можеме резултатите да ги постигнеме така како што треба. Да не кажам апел до сите наши граѓани, малку да го засилиме колективното живење, колективната грижа. Секој од нас поединечно да придонесе за да може животот и амбиентот и во делот на воздухот да ни биде подобар за сите. Ако ние поединечно за тоа не се грижиме, тоа е исто како во воздухот на Балканот. Ако една земја гради објекти кои што енормно ќе прават загадување, не може да се одбрани соседната земја во голема мера, бидејќи воздухот нема граница, нема бариера. Од тие причини апел до сите наши граѓани да можат да ги слушаат овие мерки и да можат да ги применуваат, во мал дел да делуваат, ќе биде на целото општо живење подобра состојбата и мислам дека ќе имаме поквалитетен и подобар живот. Кога веќе започнуваме да разговараме нешто надвор од границите, а настрана од оваа тема, како област која е исто така поле на работа на Министерството, се климатските промени. Тоа е еден глобален проблем, меѓутоа какво е влијанието на климатските промени тука во Република Македонија и како се справуваме со тоа? Климатските промени, точно кажавте, е глобален проблем. Ние на тоа можеме многу малку да влијаеме, односно да влијаеме на, како што реков, на нашите навики и состојби. Ако дојдат поројни дождови, цунами, како што доаѓаат во една Јапонија кога се случи, една Јапонија не можеше да се одбрани. Тоа се природни феномени и катастрофи. Вие погледнете во еден Рим се јави ураган, што не е својствено за тие делови на Европа. Значи, климатските промени демнеат над планетата Земја и јас сакам кратко само да истакнам. Ние како Република Македонија направивме многу документи, направивме многу анализи што тоа ќе се случува, и црни сценарија, и пооптимистички сценарија. Меѓутоа, наш секојаш може еден вака момент да ги поништи сите тие анализи. Еве тоа се случи кога се случи вулканот во Исланд. Го парализираше целиот простор на Европа, авиопростор, неколку дена, се запреа сите авиони и појава природна на која што ние не можеме да влијаеме. Така да и планетата Земја, сакам да истакнам, е жива планета. Таа е циклична планета, односно таа е планета која што пулсира со сите своји специфики и ние понекогаш, јас така кажувам, од експертска гледна точка, немој да мислиме дека ние сме главните причинители за тоа што се случува со климатските промени. Можеби тоа така и одговара за да можеме таа тема да ја држиме во кондиција и не е лошо да градиме мерки како да се справуваме, да ги запреме одредени процеси на влијание кои што допринесуваат до зголемување на климатските промени, сечење на шумите енормно таму каде што не треба, зголемување на ерозија, уништување на основното земјиште кое што ќе ни биде фундамент за развој на земјоделие и производство на храна, да го доведеме во ситуација да не е употребливо, да немаме доволно кислород во воздухот заради тоа што секи сечеме неконтролирано. И тоа, пак го реков, тоа е одлика на една култура на живење и на колективното добро на живење и мисла кон останатиот. Од друга страна, сакам да истакнам како геолог дека планетата Земја во историјата, која што е многу долга, многу подолга од тоа што ние обстојуваме како човештво, имала неколку циклуси на промена на времето. Јас тоа постојано го дискутирам. Значи, ние сме имале ледени доба на оваа планета кога немало човек да обстојува. Сме имале енормно
периоди во време на креда, кога растеле дрвја и по неколку стотици метри. И тогаш немало човек. Живееле диносаури, кои што во еден момент, така да речем за геолошки поим, исчезнале како вид и потоа не се појавиле. Тогаш имале прилики како такви да живеат. Зошто ние денеска на некои континенти имаме одредени живи видови како жирафи, нилски конј во Африка и така натаму, на Европа тоа го нема. Значи, тоа е нешто што е поголемо поле на елаборација и не треба така едноставно и еднозначно да го сваќаме. Меѓутоа, со своето влијание, ние сите фосилни горива, како да сакаме земјата што ги заробила во себе за 5 милиарди, 4 милиарди години, да ги ослободиме за 100 години. Тоа е тоа што ние го правиме. Ние со своето влијание нема да повлијаеме на уништување на земјата, на планета или на одредени видови. Ние може само да го забрзаме нашето непостоење. Значи, ние сме најранливиот вид, така да кажам, може би најразвиениот, меѓутоа најранливиот кон влијанието на климатските промени. И затоа треба да бараме техники, технологии за развој на одредени типови на горива, замени, субституции, за да не ги ослободуваме така наеднаш јаглеродот кој што како таков се стварал со милиарди години, да го ослободиме за 100 години. Тогаш притисокот на атмосферата, на планетата Земја, тој кој ќе отиде во воздух, паѓа и долу, па влијае на синџирот на исхрана, на квалитетот на исхрана. И тоа е нешто, многу аспекти тука се поврзани. И треба да работиме, треба да ги едуцираме младите луѓе да читаат, да се поврземе и со земјите од регионот, околните земји, заеднички да работиме, бидејќи тоа е колективно добро живење на целата планета и мене ме загрижува што токму оние кои што промовираат конференции за климатски промени и така натаму не се потписници на договорите и на одредени протоколи кои што другите земји кои што се помали и се позагрижени за својот опстој и помалку придонесуваат на негативното влијание на климатските промени ги потпишуваат. Така да мислам дека со ова кажав се. Уште една тема која е доста интересна за овој регион е почвата и незината состојба. Моето конкретно прашање би било каква е почвата во најголемата житница во нашата земја? Па Македонија има специфични почви, а Пелагонија пак е најголема специфика. Не случајно во Пелагонија се раѓаат најквалитетните жита и најголем број на килограми по хектар. Така да, значи, има специфична почва, квалитетна, се мислело на време, се изградиле системи за наводнување, кои што треба да се осовременуваат, да се прошируваат и континуирано да се следи квалитетот на почвите. Денеска Министерството за земјоделие тоа го координира, значи самите земјоделци при субвенции, при добивање на одредени средства и така натаму треба да донесат сертификат за квалитетот на почвите. Тоа е важно за квалитетот на храната што ја продуцираме. Македонија не е, колку ние да сакаме да кажеме дека индустријата има влијание, не е високо индустриализирана земја и се уште нема негативно влијание на квалитет на почвите, ако ги земеме компаративно со некои други останати земји. Меѓутоа не значи дека не треба да ја штитиме почвата и да носиме мерки со добри земјоделски практики. Значи почвата не се загадува само од индустријата. Вие со користење на несоодветни техники на ѓубрење, типови на средства со кои што се прскаат, инсектициди, пестициди и така натаму, не влијаете со одредени параметри да ја загадите почвата. Туку мислам дека дури повеќе влијаат тие. Така да тука современите мерки на третирање не мора секогаш се да се истори на почвата за да се добие подобар род. Треба да се планира на подолг период, на подолг број на години, да може таа почва да биде употребувана, неиспосната или загадена. Така да ова што сега се прави со органското земјоделие, со зголемени субвенции во органско земјоделие, ова што се прави како кампања за здрава храна, здрав начин на живот, е нешто што кај младата генерација мене ме радува дека ја поттикнува свеста и знаењето и јас секогаш верувам во младите луѓе, во нивните нови современи пристапи на живење, во тоа што им се овозможи со визната либерализација да појдат, да отидат, да посетат други земји, да ги видат тие навики, да стекнат позитивни искуства и за да можат да
да ги пренесат во земјата. За Пелагонија верувам дека ќе биде уште поголема житница со нови мерки, а тие се применуваат, се испитува квалитетот на почвите во Пелагонија и континуирано и ние тоа го следиме. Република Македонија припрема закон за квалитет на почви. Меѓутоа, сакам да истакнам дека и Европската Унија нема директива за почви. Бидејќи е тоа многу комплициран закон, кој што кога би се применил, тоа се енормни финансиски средства, кои многу поразвиени држави не може да ги издржат, меѓутоа ние на тој пат ќе обстоиме. И сега во програмата на владата, ако видите во рамки на Министерството за животна средина, обезбедени се средства за изработка по најсовремените барања на Европската Унија, геохемиска карта на Република Македонија, покрај педолошката карта, која ќе ги споиме, точно ќе знаеме на секоја нива, во било кој простор, какви се карактеристиките на почвата и точно на земјоделецот ќе му се каже тоа и тоа како растителна форма треба да го одгледуваш за да имаш најдобри приноси и да можеш да имаш на крај крајева и најголем финансиски бенефит. Токму во таа насока се и овие неодамно објавените субвенции за органско производство, субвенционирањето за системите капка по капка, така да се надеваме дека ова влада направи многу на ова поле и јас се надевам дека ќе биде голем предизвик ова што го направивме за било која влада. Овие субвенции, ние не можеме, знаете, ние сме народ кој што е многу нестрплив. Ние, ако кажеме, правиме гасификација на земјата и некако добиваме чувство дека тоа треба да се направи за еден месец. Не. Визионерските работи се планираат и се прават и над нив треба да се обстои. Ова што се направи во земјоделието, може би во овој момент за 3, 4, 5 години ќе се гледаат исклучиво позитивни ефекти. Кој како сака нека критикува, не кажувам дека може би се било совршено. Секој кој работи прави грешки, тие грешки се поправаат, одредени програми како такви се поправаат, меѓутоа на ова подрачје владата со системи за наводнување, со мерки систем капка по капка, со заштита на водата. Јас како човек многу зборувам за тоа како треба да се штеди секој ресурс, па водата посебно. Ова е нешто што е исклучителна важност. Јас ќе се вратам повторно на Пелагонија и пелагониските општини. Неодамна започнаа подготовките за изградба, за уредување на една депонија Мегленци. Кога веќе ја споменуваме таа тема, во надлежностите на Министерството е исправувањето со отпад. Каква е состојбата токму во овој регион, во Пелагонија и пелагониските општини? Пелагонија требаше да биде една од првите региони кои што да изгради депонија. Се сеќавам уште пред повеќе од 10 години на тоа подрачје се работеше, дури имаше кај Криогаштани една идеја за изградба на таква депонија, па од страна на тогашниот министер за финансии Никола Поповски не беше дадена гаранција за да се обезбеди кредит да се гради и некако тоа како да се разводни како процес, ние како Министерство за животна средина, кога дојдов како заменик министер, Министерството немаше ниту стратегија, ниту план како да управува со отпадот. Направивме стратегија, направивме план, сега се изработуваат акциски планови по регионите, бидејќи стратегијата и планот кажува дека Македонија треба да има регионален пристап во справување со отпадот и се поделени по региони и по општини. Сега за овој регион правим во завршна фаза изработката на планот, кој што треба да каже кои количини на отпад, каков тип на отпад, од земјоделие, комунален, индустријски, така натаму, има да се затворат старите депонии и оние региони кои што формира регионални такви наречени центри, избра и дури директори на тие центри и рекоа ние немаме доволно средства да одиме со концесии приватно јавно партнерство, туку ќе одиме вака како што е регионално ќе се здружиме и ќе одиме да ги користиме средствата од ИПА фондовите. За жал тие региони за кои што сметавме дека најбавно ќе се движат во процесот, бидејќи ИПА постапката е навистина енормно долга, отидоа најнапред. Тие веќе од едната година ќе почнат да ги градат. Ќе се гради големата регионална депонија во околината на Свети Николе, за тие два источен и североисточен регион. Оваа година завршува проектот за набавка на опрема за нив, ќе се затворат старите депонии, ќе се прават трансфер центри и се надевам дека до 2020-2021 тоа ќе се стави во функција. За жал,
Пелагонискиот и регионот на Охридско-Преспанскиот, кои што се најпотребни да одат напред, малку затаија на тоа поле и тука е критиката кон градоначалниците, кон регионалните центри, треба да се проактивни на ова поле. Скопје го реши проблемот. Повторно еве тука пофалби до градоначалникот набави нови 50 современи возила за смет. Битола е град кој што има градска култура и јас верувам дека битолчани заедно со останатите градови во регионот на ова подрачје после добивање на планот интензивно ќе работат. И јас мислам дека тука треба да се оди на концептот на приватно јавно партнерство, затоа што имате и големи концентрации на останат отпад, па да не речам и земјоделски отпад, кој што гледам дека приватниот сектор влегува веќе во нивна употреба од тој биолошки отпад да прави одредена топлинска енергија и тоа е за секакво поздравување. Меѓутоа и комуналниот отпад да се среди, поаѓајќи од тука дека повторно се наоѓаат депресии кои што можат да бидат кај новац или некаде заполнети со отпад, да се тоа регулира. И верувам дека еве оваа година доаѓаат локални избори, ќе се завршат сите документи, дека новата структура на градоначалници справувањето со отпадот ќе го стави во еден од своите приоритети. Ние како министерство на ова подрачје максимално помагаме и до сега сме помагале и ќе помагаме со се она што како ресурс го имаме или како знаење го поседуваме за да може да го пренесеме. Ги споменавте тие соработки со европските фондови, знаејќи дека Европската унија многу работи на многу проекти и помага во повеќе насоки за унапредување на состојбите во животната средина. Каква е нашата соработка со Европската унија? Министерството за животна средина е најголем потрошувач на европските средства. Сега да не речам дека тоа е идеално, јас морам да кажам и самата ИПА процедура е доста бавна процедура, меѓутоа па низ таа бавност ние ги јакнеме капацитетите на знаење на поединците. И сето тоа е нешто што не треба, например, да се критикува, туку да се свати како таква процедура со причини. Направивме навистина добар тим во ИПА структурата, ги слушавме сите препораки и можам да кажам дека од една позиција која што беше не така добра, отидовме на тоа да бидеме најдобри од сите министерства во владата, поаѓајќи од тоа дека нашите средства главно ги употребуваат општините. И затоа работиме на повеќе нивоа, на јакнење на капацитети на јавни предпријатија, изработка на методологии, планови за управување со речен слив, учење на комуналните предпријатија и нивните вработени како утре ако се направи пречистителна станица, како да ја управуваат, да ги зајакнат нивните капацитети, од друга страна санации на канализациони, водоводни мрежи за да можеме да го видиме крајниот продукт изработка на пречистителна станица. Јас тука морам да истакнам особена пофалба кон општина Прилеп и градоначалникот на општина Прилеп, кој што од сите општини во Република Македонија убедливо најмногу ги следеа тие наши укажувања и работеа интензивно на јакнење на капацитетите, дури ги обучуваа луѓето да зборуваат англиски и тие кои што не знаеа за да можат да се разберат со експертите што доаѓаат од Европа. Јавните предпријатија максимално ги зајакна. И од таа страна тие се првите потрошувачи во најголема мера над 24-5 милиони градот Прилеп ќе потроши од европските фондови, тоа се неповратни грантови, значи нема да потроши речиси ниту денара, ќе ги добие како такви и ќе влие на убавиот амбиент и добра животна средина на своите граѓани. После тоа доаѓаат, сега сме во фаза на изградба на пречистителни станици, значи веќе се почна и канализациони мрежи таму каде што треба, во Битол, во Кичево, во Струмица, во Радовиш, понатаму ќе следуваат проектирање во Битола, Тетово, Гостивар, следуваат Дебар, Штип, Велес, значи сите поголеми градови. За Прилеп сега, за Скопје се работи завршниот проект со поддршка на француската влада за голема пречистителна станица. За Скопје веќе се потпиша договорот за двата големи колектори кои што ќе ги однесат отпадните комунални води до пречистителната станица. Завршивме пречистителна станица во Волково, тоа е во општина Ѓорче Петров, една од најсовремените. Почнуваме градба за пречистителна станица со поддршка на Швајцарската конфедерација во Коча,
завршани. Од идната година ќе се гради во Делчево. Македонска каменица веќе потпиша договор со словенечката влада за донација од 30% за изградба на пречистителна станица. Гевгелија е во завршна фаза изградбата на пречистителна станица. Ќе адаптираме пречистителната станица во Дојран, таму каде што останува тој сегмент. Во Охрид ќе правиме еден огромен проект, бидејќи ја завршивме физибилити студијата првична со Џајка и таму тоа ќе биде повеќе годишен проект за целосна санација и продолжување на колекторот за заштита на Охридското езеро. Дури правиме притисок да тоа се направи од албанската страна, затоа што ние колку и да го чистиме, ако од другата страна, да, езерото го загадува енормно, и кај нас состојбата нема да биде подобра, земајќи од тоа дека е заштитено под УНЕСКО. На ова подрачје во Берово се направи пречистителна станица, сега ќе се адаптира канализационата мрежа. Куманово адаптираме канализациона мрежа на постојната пречистителна станица и верувајте, на ова сме навистина посветени. Нас водите ни се еден од најважните приоритети, бидејќи преку заштита на водите вршиме заштита на почвите, може да овозможиме квалитетно земјоделие, развој на туризам и воопшто едно добро урбано живење и едно современо културно живење на еден народ во било која земја, па и граѓаните на Република Македонија. Кога станува збор за Европската Унија и соработката која имаме со неа, уште едно прашање кој би сакала да го поставам пред самиот крај на нашиот денешен разговор е усогласеноста на правната регулатива со Европската. Република Македонија тука стои навистина добро, да не кажам 100%, 99% сме усогласени со европските закони и нормално ги следиме промените, затоа што и тие кај нив тие не се нешто што е запишано како Библија, туку се менува. Сите промени кои што ги имаат таму каде што сметаме дека и ние треба да се приспособиме, ги менуваме законите, ги приспособуваме на наши услови и јас мислам дека во сферата на животна средина ја имаме таа привилегија, затоа што сите земји во Европа имаат речиси исти закони, со мал дем приспособени кон своите специфики и тоа ни е малку поолеснувачка околност, така да тука сме најприспособени од сите останати министерства и ние имаме еден проект со кој што континуирано ја информираме Европската Унија како оди приспособањето, дали кои закони како такви ги приспособуваме, што значи дека сега и во последните извештаи во одредени медиуми, сегменти, се да не кажам во делот можеби на отпад и тука напредуваме, навистина и во имплементирачкиот дел, оној период што ни беше потребен за планови, за проекти, за документација, го надминавме и веќе сме во фаза да и во имплементирачкиот дел сме во исклучително нагорна линија, како што реков, посебно во сегментот на водите, па еве и во воздухот. Јас ќе ви се заблагодарам за вашето гостување. Остануваат уште многу теми на кои би можеле да разговараме и се надевам дека ќе имаме можност повторно да отвориме и други интересни и актуелни теми за нашите гледачи. Ви благодарам за времето кое одвоивте. И секогаш сум тука за било која тема која што знам да ја елаборирам, да бидам ваш гостин. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тука го завршуваме ова денешно интервју на телевизија Мега. Разговаравме со Сонја Лепиткова, државен секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање. Се надевам дека успеавме да одговориме на повеќе прашања во однос на состојбата на амбиенталниот воздух, состојбата на почвите, состојбата со водите и секако се она што било превземено и се она што се превзема во насока на подобрување на условите за живот на граѓаните на Република Македонија. Ви благодарам за вашето внимание.